Почнуваме со студискиот дел со разговорите Орце Георгиевски, градоначалник на Кисела Вода општината, но и повикан овде во студиото како претседател на ЗЕЛС на заедницата на сите локални самоуправи. Георгиевски, ви благодарам што денеска ја прифативте поканата да зборуваме за се уште, би рекол, болната тема по катастрофалната трагедија во Кочани. Благодарам на вашата покана, чест ми е да сум гостин во вашата емисија и поздрав до сите ваши гледачи. Ке одиме со првото прашање кое што ми е наменето за оние проверки кои што веќе се направени. Рековте дека околу 90% се опфатени сите градинки, сите училишта, она кое што најмногу ги интересира граѓаните, каде што ги испраќаме наутро нашите деца, колку тие се сега безбедни, дали се утврдени некакви проблеми, во каква состојба се тие не само градинките, училиштата и останатите јавни институции, простори и објекти. Така, јас она што го направив практично во понеделникот, при мојата пресконференција, после состанокот на управен одбор на ЗЕЛС, беше испраќање порака до јавноста, пред се родителите, бабите и дедовците да знаат дека нивните најмили, нивните најмали, дечињата, внуците се безбедни. Знаете се, после настанот за жал кој што се случи во Кочани, се створи генерална паника во државата. И секој почна да се сомнева и оправдано да се сомнева во постапките кои што наназад требало институциите да ги водат, проверките кои што требало да ги прават, но за жал се покажа дека многу од институциите затајувале, односно не си работеле својата работа. Затоа мојата прва насока беше да сите објекти од јавен карактер, вклучувајќи ги тука градинките, училиштата, културните установи кои што се под општините надлежност, вклучувајќи ги спортските сали, каде што практично се собираат повеќе од 10, 20, 30, 50 луѓе, особено дечиња, да ги провериме и да објасниме во јавноста дека истите се безбедни. Од она што ме радува во првата фаза на проверките, кои што генерално се вршеа најчесто во соработка со локалните инспектори од Дирекцијата за заштита и спасување, таков беше случајот конкретно и во мојата општина, утврдивме дека состојбата во градинките и во училиштата ги исполнуваат сите услови, односно нема простор за некој да се сомнева во нешто и тоа го потврдивме со целосна документација. Јас, бидејќи често се поставува едно прашање, сакам и тука да го потенцирам во вашата емисија, зошто требаше да се случи трагедија па да започнат проверки. Сега се ова вонредни инспекции, сакам тоа да го нагласам. Вонредни инспекции, затоа што, како што споменав, кај народот се јави сомнеш околу контролите во минатото. Но де факто, еве конкретно ја земам мојата општина во предвид, а и повеќе општини исто така постапували, изминатите 3 години најмалку еднаш во годината е вршено проверка од ваков тип во објектите. Кој ги врши проверките? Рековте инспектори од општините. Секоја општина си има инспектори, си одат во јавните институции, во објектите, во училиштата, градинките и другите државни институции и вршат проверка на што? Што значи безбеден објект? Најпрво, согласно минимални исполнување на стандарди и услови, доволен број на влезови и излези. Кои што се функционални, не со катанец заклучени. Точно, функционални. Понатаму, хидранската мрежа е многу значаен сегмент во едно училиште, во една градинка и така натаму. Ние имавме еден случај единствено. Црева има. Тоа е исто така црева, но и функционални црева да има. Сега можеби за некого тоа смешно ќе звучи вака во јавноста, но во одредени институции, моите колеги, не во мојата општина, но во одредени институции останати имаат затекнато црева кои што по 30-40 години се стари и тие практично се нефункционални. Да. Така што само да се пише во записникот дека е тука, на место е. Елаборатите, важно и целата документација да ја поседува. Добро. Училиштето, градинката, објектот од јавен карактер, хидранската мрежа, како што реков, да има доволен капацитет. Споменав едно од училиштата во Кисела Вода единствено, не е по новите стандарди, но по новите стандарди треба да имате најмалку 2 хидранта со доволен проток на вода и притисок. Во едно од училиштата кај нас состојбата имаме 1 хидрант и уште 6 помали. Тоа е по стандардите на СФРЈ, но повторно е согласно закон. Така што јас ја убедувам јавноста дека нашите деца се безбедни, онаму каде што се утврдени
одредени аномалии во целиот овој процес, дали некаде станува збор за неисправен хидрант, нефункционален, дали некаде каде што вие како што велите, можеби вратата една е затворена, не е функционален излезот втори, така натаму, или пак било каков тип на проблем, во наредниот период експедитивно ќе се делува. Јас она што го побарав како претседател на ЗЕЛС, да, затоа што при сите овие проверки се прави и записник, на кој што сите кои што учествуваат во процесот треба да се потпишат и го доставуваат. Јас таа документација јавно ја објавив. Побарав и од моите колеги исто така сите тие записници кумулативно да ги достават до ЗЕЛС, за да имаме сите нормално потврда за сето она што е направено во сите јавни установи. Бидејќи рековте, ова се вонредни инспекциски контроли, а еднаш во текот на годината се вршело предходните години. Тоа е и нормата, тоа е и законската регулатива, една контрола да има. Знаете, или јас го говорев тој во една друга емисија. Проблемот кај нас во суштина е што нема обврзувачко дејствие према некој што зема плата во државата. Зошто тоа го велам? Затоа што не е пропишано колку треба да проверува. Ете така. Затоа што треба да оставите вие, за жал такви сме како луѓе, институциите биле такви какви што се, нели говориме дека треба да се реформираме и дека треба да се стремиме кон тоа да стануваме подобри од она што сме денес, да го поправиме овој кородиран систем кој што со години наназад не е целосно функционален, делумно е функционален или е во некои случаеви нефункционален. Кога гледате дека одредени состојби немате друг начин како да ги поправите, тогаш јас сум поборник за тоа да влезе облигаторно, односно законски, секој тип на постапување. Односно да се обврзат инспекциите, Тоа се барем еднаш или два пати во годината да вршат проверки. Исто со записници. Кога вие ќе имате законска обврска како вработен инспектор било каде, секоја чест за инспекторите, јас знам со какви проблеми се соочуваат, знам колку е комплицирана нивната работа и искрено им благодарам конкретно на инспекторите во општина Кисела Вода што даваат се од себе за да ги сработат своите обврски, но на крајот на денот и јас и инспекторите и сите останати што сме во јавната администрација или на било која позиција земаме пари од граѓаните. И ние имаме обврска за тие наши граѓани да одработиме онака како што треба. Пропустот во минатото е правен од аспект што никој нема задолжително обврска да постапи во некоја ситуација. Ако тоа се интервенира законски, секој ќе знае првенствено дека има одговорност кога ќе стави подпис на било каков документ, што е многу важно, Така. и 10 пати ќе размисли дали ќе отиде во училиште да направи темелна проверка или од канцеларија ќе потпише само некој документ, а од друга страна пак имаме загарантирани контроли кои што ќе се прават. И тука веќе станува збор кој ќе ги контролира безбедни инспекторите и нивната работа? Па нормално е дека обврската, еве конкретно за нашата инспекција, јас ги примам записниците и секретарот на општината. И јас не сум оставил простор, сум сметал од самиот почеток од кога сум станал градоначалник дека праксата од минатото да верувам и претпоставувам дека сите објекти се безбедни, треба да ја заменам со пракса, теренска контрола и записник на кој што ќе се потпишат неколку лица кои што учествувале во тој процес на проверки. Ето е она што недостасува во системот. Колку тоа ќе може поединечно да се промени или да им се застане сега на тие стари правила на патот, ете рековте, не велам дека вашите инспектори или инспектори од друга општина не си ја вршат работата, меѓутоа така функционирало низ годините. Така ќе колку се тоа ќе биде едноставно само да се заврти листот. Видете, било каков процес на промени не е едноставен и не е лесен. Секако. Патот по кој што треба да го изодиме, но јас верувам искрено дека понекогаш е доволно еден човек да ја направи промената. Ние мораме да го менуваме концептот од начинот на функционирање до сега. Не можеме да функционираме така и во пракса се покажа. Еве, последниве неколку години немало можеби проблем од ваков тип да се случи, нели, трагедија со болницата која што модуларната изгоре, сме имале со автобусите, сообраќајни несреќи и така натаму, многу жртви од тој аспект, од несреќи, вклучувајќи и ова во Кочани, каде што на крајот на денот гледаме дека станува збор за пропусти на службите. Пропусти кои што, ако функционирала службата
онака како што треба, имала задолженија за тоа, можеби и немало да се случат. Можеби и немало да се случат. Дека ќе биде лесно и преку ноќ, јас често пати го говорам тоа, ние да постигнеме систем на утопија, не можеме. Нормално. И тука објективно треба да говорам, јас како човек кој што има одговорна функција, дека не може промените преку ноќ да ги направиме, но дека треба секој од нас, Само од себе да си почне. започнувајќи од граѓаните, па завршувајќи до секој еден функционер во државата, и попратно сите останати служби, мораме тоа да го направиме заеднички. Ова не е процес кој што можеме ние или момент на промени да го постигнеме индивидуално ако се вложи целосно градоначалникот, одреден министер, претседателот на владата или било кој во држава. Ова е процес во кој што мораме ние колективно да учествуваме. Така. Оно што сега ги посебно ги загрижува граѓаните е делот во градежништвото. Министерот кој што е ресорен за транспорт и врски напомена дека околу 500 компании ќе ги изгубат лиценците за работа. Станува збор не само за нискоградба, за патишта и други инфраструктурни проекти, туку и за стамбени згради кои што последниот период има инвазија од градење, од купување на нови станови, млади брачни парови. Колку сега треба да бидат сигурни или несигурни оние кои што купиле. Општините се едни од институциите кои што даваат дозволи за градење, дозволи за инфраструктурни работи. Издавањето на одобрение за градба, прво сакам да го поздравам потегот на министерот, тоа е нешто што ете исто така недостасувало во системов. Каде што се верува од збор дека тоа е така во однос на елаборати, во однос на Така е обично и за кафулење, и за ресторани, и сите таму, и попратно сите такви и добро би процеси. било да има еднаш два пати годишно да се проверуваат Проверка. сите издадени решенија. И тука видите, тука практично доаѓаме до моментот дека не може веќе да функционираме на доверба. Гледаме дека Црно на бело довербата си е е, црно на бело. мора да се има контрола. И пред да започне одреден субјект со работа, мора да има контрола, затоа што гледаме дека системот на доверба некој се труди, исклучоци се тоа, јас верувам, во нашиот систем, но некој се труди Да не шириме паника, меѓутоа да го знаеме изигра. на што сме. Што се однесува на конкретно одобрение за градба. Во еден процес на вадење на одобрение на градба, општината има одреден сегмент во кој што врши проверка на документацијата, но претходно след на институции, голем дел од институции кои што треба да допринесат за тоа одобрение за градба. Согласност има од сите предпријатија, од ЕВАНА, има согласност од Дирекцијата за заштита и спасување, па на крај општината го издава одобрението откако ќе биде прибавена целосно документацијата. Каде постои тука момент на изигрување на процедурите, што јас лично го имам забрането во функционалност во мојата општина, доколку 15 дена не ви се произнесе вам одредена институција, обично има исклучоци колеги, ги земаат во предвид дека тоа е молчење на администрација, го земаат како позитивно мислењето и го затвораат процесот. Добро. Ние не го прифаќаме тоа, затоа што и 15 дена да премолчиете, да не биде готово потврдата пратена, односно документот од Дирекција за заштита и спасување, јас сметам дека не може без документ официјален стигнат од нивна страна да се издаде одобрение за градба после тоа. Но има исклучоци кои што функционирале на малку поразличен начин и стилот она што е функција кај нас. Завршниот збор во градежништвото го има надзорот, кој што треба да тоа се компаниите за надзор кои што вршат надзор на сите објекти кои што се градат. И јас го споменав тоа пред неколку дена, таму треба строги контроли да има. Ние со нашите инспектори постапуваме на терен, Добро. но верувате дека јас кога станав градоначалник во општината немав никаков инспектор. Ниту инспектор за домување, ниту градежен, никаков инспектор Како немаше. функционирало? Земавме првиот момент на поправање на системот беше со меѓуопштинска соработка. Општината Ѓорче Петров, односно колегата Александар, ми помогна во тој дел, па подоцна создадовме служби, прв пат во историја имаме ние сега инспектор за домување, да го поземуваме и на други општини, имаме градежни инспектори, двајца и така натаму, што значи дека работиме на тоа да го направиме функционален системот и да го доусовршиме. Но еве да земеме во предвид, двајца инспектори не можат стотина објекти, затоа што под објекти се подразбираат улици кои што се градат, се подразбираат
тераса некој ако прави, се подразбира куќа, се подразбира стамбена зграда, било каков објект од јавен интерес кој што се гради, не можат да сите се исконтролира. се комплет да исконтролираме, но затоа за секој објект има надзор кој што става подпис на крајот на денот дека тој објект е направен по сите стандарди. Таму треба силен фокус да има Министерството за транспорт и јас верувам дека ќе има. И еден момент кој што го споменав, а недостасува во нашиот систем, според мене, тоа е да не некој кој што постапува спротивно на закон или не исполнува обврски, единствената казна која што ќе биде изречена против него да биде одземање на лиценца. Тој треба и да одговара. За во перспектива некој да не се осуди на сличен таков начин да почне да функционира. Дали е тоа како во случајот градежна компанија која што работела, вие имате сега одземени лиценци на градежни компании кои што граделе јавни објекти, кои што граделе стамбени згради. Јас повторно ќе кажам, не сакам да создавам паника, затоа што на крајот на денот јас длабоко верувам дека никој не би довел во прашање функционалност на една целина или да го загрози животот на граѓаните кои што флуктуираат таму, дали живеат, дали работат или било како. Може да се направи промена на користење да стане училиште утре. И сега ако влеземе ние во процес да сите овие компании, конкретно јас листата ја проверував, нема компанија која што работела со општината конкретно со објекти со јавен карактер, но ако влеземе во процес да се проверуваат сите овие компании, сите објекти нивни, еден по еден, тоа е процес кој што може да трае неколку години. Затоа тука треба сериозно да се делува во насока проверки да се прават на надзорот од соодветните институции. Не може надзор да подпишува документ. Јас бев на една дебата со деканот на градежен факултет кој што исклучително го почитувам. Он наведе повеќе ситуации во кои што надзорот на крајот на процесот има случаеви како што подпишува од канцеларија без при тоа да направи увид на објектот. Ето е она што не смееме да го дозволиме да се случува понатаму. И треба да има одговорност, не само материјална, треба и кривична одговорност да има во вакви случаеви. Повторно велам, кога системот е таков каков што е, ние мораме да направиме одредени контури во кои што нелагодно ќе се чувствуваат оние кои што биле спремни во минатото да го изигруваат законот. Најави се проверка и на стамбените згради, Точно. кои што биле стара градба, да ги кажеме, не е овие кои што се сега во градба, така, сите стамбени објекти на територија на цела држава. Имаме информации во каква состојба се сега, во моментов, пред да се случи оваа трагична несреќа, хидранската мрежа, влезовите. Ние започнавме со ваков процес кој што особено се однесуваше на гаражите во кисела вода со инспекторите за домување наши, затоа што исто од многу граѓани има изигрување на концептот за домување колективно, а тоа значи дека дел од гаражите ги имаат претворено во магацини, па може на оглас да најдете магацини и така натаму, нешто што за жал не смеам да го дозволам јас да се случува, било пракса. А имало неколку пожари во години назад, ние бевме сведоци на она што се случи во Чаир. Утреден истите тие граѓани кои што го издаваат тој простор за соодветна сума на пари и вршат злоупотреба на просторот кој што треба да биде паркинг во самата гаража, не разбира дека може да биде доведен во прашање нивниот опстанок или не да Боже да се случи некоја трагедија таму и за нивното семејство. Така што започнавме на акција ние уште од пред година дена, во кој што вршиме темелни проверки и тука прагот на толеранција ми е многу мал, искрено, затоа што па и најголем дел од тие граѓани реагираат дека нема доволно простор, конкретно за расадник говорам, на кој што им се преадаптирани гаражите, така да тука немаме толеранција. Она што изминатиот период го правиме исто така како темелна проверка во сите згради е хидранската мрежа и цревата кои што треба да ги поседуваат, скалите кои што треба да ги имаат. Проблемот генерално се појавува во постарите згради. Немаат функционални системи сите, но тука ќе треба колективно да си помогнеме едни на други. Има волја кај нив, има волја кај локалната самоуправа, ќе си помогнеме, ќе најдеме начин да сепак ги отстраниме тие недостатоци заеднички. Со садење на дрва широм државата како ЗЕЛС имате план да се даде една почит за трагедијата во Кочани. Кој е планот?
Па видете, таа препорака наша беше во насока на она што еве се 1 април доаѓа. Обично дел од колегите отворија прашање дали да има прослави воопшто во општините или да нема. Мојот личен став беше пред се, но и сите колеги практично се сложија со истото, дека без разлика што после денови од кога се случила трагедијата, сепак нема ни 40 дена да бидат поминати од таа несреќа. Рано за шеги за Славија. Како верници пред се мислам дека треба во друга насока да ги движиме работите подостоинствено, а начинот на кој што би се оплемениле одредени паркови, еве кај вас во емисијата инициирам и добра идеја е да некој од парковите биде крстен по некој од тие кои што ги изгубија животите, конкретно со тимот кој што ми е за култура во мојата општина. Ние разговаравме изминативе неколку денови, се размислува одреден објект или парк да го крстиме по Андрео ДНК, кој што ми беше многу драг пријател мене лично, кој што го загуби исто така животот во оваа несреќа, така што според мене тоа е посоодветен начин да го да се одбележат наредните денови, периоди и празници кои што доаѓаат. Сакам малку да поразговараме и однос на политиката. Сепак сте еден од луѓето кои што се спомнува за иден градоначалник на Скопје, пред нас се локалните избори. Одговорот претходен го знам дека тоа ќе треба да го реши партијата, меѓутоа како вие се гледате, дали самите се свесни во што се пуштате ако одите на местото градоначалник? Од онаа состојба во која што е сега Скопје и како да се направи градот да биде вистинска метропола? Благодарам. Првенствено да, мојата желба и амбиција е јавно истакната во повеќе наврати во минатото и практично целата јавност знае за тоа. Де факто, нашата политичка партија и органите на партијата, вклучувајќи го и секако претседателот на партијата, го имаат завршниот збор и ќе бидат оние кои што ќе одлучат кој ќе биде практично кандидатот од ВМРО ДПМН за овие локални избори, кој што сум убеден пак дека ќе победи, без разлика кој да биде, земајќи ја во предвид целата политичка состојба во државата. Што беше мотив за мојата амбиција? Јас пред нешто повеќе од 3 години станав градоначалник на една од најруинираните општини во Скопје, тоа е Кисела Вода. Вие сте од аеродром, знаете каква била состојбата во аеродром, каква била во Кисела Вода. Јас дојдов влегов градоначалник во општина каде што немав ниту еден парк, каде што ретко каде имаше детски катчиња, каде што некогаш бевме една општина. Ето така, а вие сте практично наше дете. Некогаш бевме една, да. Општина каде што над 350 дечиња чека на листите да бидат примени во градинките, сериозен проблем. Да, во аеродром мислам дека се и 400. Ете, во моментов. Да, општина во која што немаше никакви инвестиции во образованието, нефункционални домови за култура, спортски сали немаше функционал и така натаму и така натаму. Нивото кое што го достигна Кисела Вода денес е далеку повисоко од она што беше пред 3 години. Сега во Кисела Вода имате кино, имате домови за култура функционални. Започнавме процес освен во урбаниот дел во Кисела Вода некаде од крајот на август, септември во Драчево има кино. Над 90% од улиците се асфалтирани, реконструирани, но претходно инвестирано е во водоводна мрежа, фекална канализација, нешто што во 21. век ние не треба да го разговараме во емисија, но за жал такви биле состојбите. Што му недостасува на Скопје во моментов, ако денеска сте градоначалник? Само да сумирам. Ајде, да не ве прекинувам. Многу кратко. Така што сите тие проблеми, градинките да ги споменам, веќе немаме листи на чекање, а градам во моментов на територија на општина Кисела Вода една градинка не е во завршна фаза, тоа е градинката Верверичка во непосредна близина на училиштето Невена Георгиева Дуња, една во населено место Подстаница и уште една во Расанник, што значи дека освен ние што ги затвараме проблемите од минатото, воведуваме стандарди на подобар начин на воспоставување на систем во кој што децата ќе бидат згрижени. И тоа е многу сериозно и граѓаните тоа го препознаваат. Многу енергија, многу труд се вложи изминатиот период и мислам дека граѓаните најдобра оценка даваат за тоа. Јас сето ова го работам со мој тим. Тоа е
моментот кој што мене ми дава до знаење, но и на сите околу мене, дека кога сме се справиле со еден ваков класично девастиран и руиниран систем, како што беше општина Кисела вода, доволно сериозен предизвик е и Скопје за да се справиме со предизвиците кои што ги имаат нашите сограѓани. Она што најмногу во Скопје во моментов недостасува, тоа е хигиената. Ние имаме град кој што не памтиме никогаш да бил во состојба во каква што е денес. Еве сега доаѓа пролет. Ке дојде и лето. Практично невозможно е да се живее, особено граѓаните кои што живеат во стамбените згради, а во околината има контењери. Таква е состојбата околу градинки, околу училишта и така натаму и така натаму. Тоа е број еден проблемот кој што ќе треба итно да се делува, да се реши во првиот месец. Камиони, луѓе за работа, контейнери, што според вас е Видете, проблемот? За системна функционирање на јавното предпријатие? Да има проблем единствено комунална хигиена, од функционалноста целосна на градот Скопје. Бидејќи и утре граѓаните исто во ѓубре ќе го фрлаат, ако секој ден се полни контейнерите, негде е проблем. Ако, еве, пак ќе кажам. Денеска не фрламе повеќе од вчера, нели? Се слагам. Ако културата е еден момент и тука треба да работиме сите колективно, но ако беше нефункционална само комунална хигиена, ние можевме во детали да ги разгледаме кои се проблемите кои што придонеле до истото. Факт е, недостасуваат камиони, многу од камионите треба дефектажа да се направи на истите, не се функционални, а ги поседува комунална хигиена. Не може општина Кисела вода со 2 камиончиња да се чисти. Не може општина Бутел со 2 камиончиња да се чисти, туку треба многу поголема организираност, но пак ќе кажам, ако е проблемот и имаме нефункционална кадрова структура внатре. Значи не може да има во јавно предпријатие повеќе администрација од работници. Не може. Тоа е главниот проблем. Кој од која политичка партија сака и да е. Значи се знае за што служи администрацијата, се знае за што служи работникот. А ова се предпријатија каде што треба да доминираат работници, кои што практично треба да го направат градот да блеска. И јас верувам во капацитетите таму. Но иста е состојбата, верувате, и со водовод и канализација, каде што по неколку месеци дефектите не се санираат. Таму треба мрежата да се Ето реновира. така, треба инвестиции нови, а магазините се преполни со материјали. Магазините се преполни со материјали. Таква е состојбата и со улици и патишта, каде што се вршат набавки на асфалт и се останато, а улици и патишта има своја асфалтна база. Таква е состојбата со јавното сообраќајно предпријатие ЈСП Скопје, каде што имаме ние целосно девастиран систем и нефункционален, што значи дека кумулативно гледано не е проблем едно предпријатие, проблем е целата функционалност. А тоа говори за немањето на доволен менаџерски капацитет кај човекот кој што го води градот. Мене не може во општината, ако имам нефункционални генерално служби, да ми е виновен некој од моите соработници единствено или да ми е виновен одреден раководител на сектор. Ете и да беше виновен во случајот кај Данела, одреден директор, она по неколку пати, некои по повеќе од 5 пати ги смени директори на одредена позиција. Прво, немате континуитет во процесите и затоа нема никаква организираност ниту функционалност. Во град Скопје треба сериозен менаџер кој што ќе влезе во коштец со сите проблеми. Мојата предпоставка е дека за 3 до 6 месеци ние можеме да направиме сериозно функционален град. Сите овие проблеми да се решат во прва фаза. Ние не можеме да донесеме систем наеднаш целиот превоз да биде со електрични автобуси, паралелно цел систем на железнички транспорт низ градот да го спроведеме и така натаму за 6 месеци. Но мора да се почне да се средува целиот тој систем. Јас имам сериозен концепт, верувам во поддршката од граѓаните, верувам во поддршката од мојата политичка партија, од претседателот на партијата и знам дека Скопје може да ги доживее тие промени за помалку од година. Знатре партиските рейтинзи што велат? Не мора со имиња и презимја, меѓу први тројца сте? Па мислам дека да. Расадник, колку згради ќе има таму? 0. Нема да има? Нема. До крајот на мојот мандат нема да има згради. Па сметав дека не е приоритет да го истераме до крај процесот за изработка на детален урбанистички план. Она што го превземавме, а го ветив пред моите сограѓани, иако многумина не верува, знам,
И тоа ви го споменав пред емисијата, ми е драго ова студио затоа што првата емисија како кандидат за градоначалник, првото гостување токму овде ми беше. Уште пред повеќе од 3 години и неколку месеци. Тука во ова студио со доза на неверување ваш колега ме праша дали тоа само политички во кампања ќе биде околу Расанник или откако би станал градоначалник би поминал деталниот урбанистички план со 99 згради кои што се планираат таму. Останав доследен на моето ветување, исто како што останав доследен дека повеќе од 4 стамбени единици во мојот мандат нема ни во Црнича ни во Пржина да се градат. Тоа беа концепти кои што заедно со граѓаните ги изградивме во кампања. Ние за Расанник поминавме, избравме труд меѓународен, идејно решение како треба Расанник да изгледа во перспектива, во кој што има 10 пати повеќе зеленило од тоа што се планирало во минатото, во кој што има за 70% помал простор, обсег за градба, што не значи дека тоа мора да биде максимумот, но согласно со недостатоците на општината со кои што ние се соочувавме, и приоритетите кои што беа поставувани од граѓаните према мене како градоначалник и согласно програмата, сметавме дека имаме посериозни приоритети како изградба на училишта, градинки и така натаму кои што треба да ги довршиме до крајот на мојот мандат. Ќе го ставите на вашиот наследник? Да. Верувам дека Советот во некој иден состав би се занимавал со прашања поврзани со деталниот урбанистички план во Расанник, но ние создадовме концепт против кој што никој не може да оди. Никој во перспектива после мене не може повторно да помисли, а камоли да влезе во процес во кој што пак ќе планира таму бетонски чудовишта, како што ги планираше мојот претходник во Киселова. Дали ќе го вратите или ќе го украдете Вардар од Јане Сандански, бидејќи ја реконструирате салата? Вие му крадете во наводници, бидејќи ракометен Вардар почнува од Расадник. Точно, почетоците, салата Расадник ми беше еден од најголемите предизвици. Исто проект за кој што многумина не веруваа дека ќе дојдеме до фаза да се реализира. До каде е сега? Знам дека сега сме во напредна фаза, кровот е веќе целосно променет, конструкцијата е преработена, странично, челична, целосна во детали, имаше испитувања да се види состојбата како и така натаму. Во фаза се на припреми за фасадата да ја постават, кој што ќе биде од најсовремен алкобонд за естетски да го добие изгледот црно-црвен во боите на Вардар и околу салата ќе има и партерно уредување, плоштад, што значи дека тука ќе заокружиме еден сериозно така атрактивен процес за нашите граѓани и место каде што ќе може да си поминува најголем дел од своето време и од аспект да имаат содржини од јавен карактер, спортски надпревари и така натаму, но и плоштад кој што го немала кисела вода. До сега, кога станува збор за Вардар, ме радува што на означувањето на почетокот на градежните активности таму во присуство на председателот на владата, министерот за спорт, на кој што најблагодарен сум му за овој проект, присуствуваше и Михајло од Ватростална, присуствува и многу од играчите од РК Вардар, кои што практично на некој начин дојда да го видат процесот на отпочнување на реконструкција на нивната куќа од времето. Многу добар гест беше моментот што аеродром цел изминат период постапи на начин како што постапи со општината, со ракометниот клуб Вардар, тој бренд на Скопје и на цела Македонија генерално и треба сите да го помагаме, но не станува збор тука за крадење на Вардар, но мислам дека Вардар би си го вратиле во неговиот дом, тоа е местото каде што како што кажавте вие Вардар има почнато. Препознатлив белег за Расадник е Вардар и граѓаните со нетрпение тоа го очекуваат. Само да се разбереме, станува збор за поранешен европски шампиони, треба јас да ви кажам. Таа сала е како старата на Јане Сандански која што не собира повеќе од 1500 седишта. Што е планот? Мислам дека се зголемува капацитетот на седиштата. Проектот ние како општина го изработувавме целосно, но во координација со врвни експерти и луѓе од спортот, затоа што
мене ме бива за една работа, но мојот концепт е за секоја област да има човек од струката. Што се разбира. Да, што се разбира, и така мислам дека треба сите да функционираме, затоа што не може јас да бидам се што лок и сите работи да ги знам. Така што тука беше вклучен и директно и министерот при изработката на проектот. Многу координации имавме за тој проект, се зголемува капацитетот на седиштата, таму и предвидуваме и фаншоп за Вардар и се останато. И мислам дека ќе ги задоволува сите стандарди. Георгиевски, јас ви благодарам за времето што дојдовте овде. Пред локалните се надевам дека ќе бидете на исто ова столче со мојот колега, па доколку сте кандидат за град Скопје, ви посакувам среќа во трката. Ми беше чест. Почитувани, тоа беше градоначалникот на Кисела вода, Орце Георгиевски, председател на ЗЕЛС. Овде правиме една кратка пауза со реклами, па продолжуваме со вториот разговор.